Ни големо, ниту мало. Би рекле вистинско македонско село. По се. Не е лесен животот, ама зошто да не е весел? Па тоа и не зачувало, не од денес и вчера, со векови. А која е подобра, Струмичката или она од Стојаково? Ајде ли е работа? Амин, да ви се врати. Тешко или лесна е? Врата. Супер е. Не е многу тешко. Што се вари? Мастика? Мастика. И која е поадна? Струмичката, Стојаковската, велат во Стојаково нивната било најдобре или вашата? Тоа треба да... Не знам. Прдевичката ја фалат сите. По шо е специфично? По шмекот. Да. По шмекот. По шмекот нема хемија во неа. Чисто домашно, значи нема шеќер нема. Треба да е најдобро. Што става? Не. Што става внатре? Кај биш џамсакас? Џамсакас, карафилче, мед. Мед. Друго ракија се прави? Да. Анасон. Оревче. Како вика тоа? Морско? Морско оревче. Ја пробали? Мастиката? Сакаш му? На здраве. Екстра. Значи мастика. А Европската Унија еден ден броени казани, броени литри, ракија, вино. Нема. На бугарите им се извинија. Нема катастар на литри и казани. Тоа е дел од вековното наследство, ако сакате и култура на живење. Така и со нас, и точка. Нема пазарење со идентитетот, макар и преку ракијата. Тоа е наше, дел од нас. А каде сме сега? Да, во Прдејци. За некого интересно или смешно, а за тамошните жители гордо и оригинално име. Татко ми негде почина на 90 години. Од него слушајќи муабет, ова село, Прдејци го добијал, мислам, било прво на две реки, во две реки пределено. Пределци се викало. Меѓутоа со време одејќи пределци, и тука турците мешавина таму ваму дојдело до Прдејци. И тоа име го остана. Здраво. И дојде време, ова село патеше многу за вода, за пиење. Дојде време да му умениме името, да му ставиме водно. Сега малку ќе биде и комично, соседното село рече вака: ако вие го ставите Прдејци водно, нашето село ќе се вика Скопје. Бидејќи Скопје и водно се едно од друго. Ние рековме не, и се останаме пак Прдејци, вие пак негорци. И на тоа останавме. Друго, што ме интересира, кажувајте... Горди ли сте на името? Горди сме, бидејќи со тоа има не знаат секаде. Зашто? Има села секакви, и Кривогаштини, има и Долно Дупени, па не сметат ништо. Тие ще има за село, си е село. Ако живееш добро, дека, ако сакаш живееш и у Монголија, ако убаво живееш, нема тоа веза кај си. А со фасулот има врска? Со фасулот има врска, затоа најзапамтиво име е ово. Ке ќе чуеш еднаш Прдејци, кога ќе ручеш граф, омет текнува за Прдејци. Името оригинално, ама и старецот оригинален и чешит. Види го ти него. Не се дава. И аргументите силни. Ами? Само да се знае. Прдејци во поранешна Југославија се сметаше за можеби најголем производител на домати. Во земја со близу 25 милиони жители. Шега ли е, а? Сега не е така. Но во Прдејци се живее убаво. А ако се работи, може и поубаво. Го гледате овој млад човек. Вреден, сериозен, домаќин некој. Добро, и со забелешки кон власта и мерките во земјоделието. Секогаш може подобро. Од земјоделие, па може да се живее. Еве, ние сме примерна една фамилија, кој што, да кажем, од дедовци, па родители мои, па сега ние наследници сме. На некоја си
земјиште. Сега тука конкретно за нашиот крај земјоделието колку се живе. Ние сме, да речеме, релативно со мали површини. Располагаме, да кажеме, кој 2 хектари, кој 3, кој помалку, кој повише, ама и тие расцепкани. Садиме, еве, јас, пример, еве, лозие 4 декари, па бостан 6, па хромит 5-6, па зелка 6. И од све така да направиш некој асортиман, па ќе промашиш на 2, на 1 ќе погодиш, па ќе покриеш, па ќе... Иначе, дека... Па скалесто, иначе дека сите ние не сакаме да живееме од земјоделие, тоа е факт. И јас на овие години, еве 46-7, се викам да има утре некоја работа, би работел за плата, а да земјоделие работам рекреативно. Ние како земјоделци, конкретно мојата фамилија, можеме да се пофалиме со некој 150 тона, па до 200 тона од овие сите што ги набројав претходно. А дека младите се селуваат, па еве од Пардејци, која што е на релативно добро место положба, се селуваат, тоа е факт. Зошто? Одговорот го знаеме сите. Кога би се живеел убаво од земјоделие, сигурно не би барале спас. Дали во странство, дали по градови низ Македонија. Од Скопје почнувајќи, па еве во Гевгелија одат голем дел младите. Георги, ова автомобил е помошно средство земјоделско, ова не е ефтина работа. Па за мене ова е 2 во 1, значи и автомобил јас го користам по пазари, значи тука Гевгелија се излегувам на пазар секој пазарен ден кога е во Гевгелија, за да покриваме неделни трошкови. Ова да се купи треба многу да се работи. Па и се работи многу. И се работи многу, да. Да, се работи. Се работи. Значи, пак е, ако го правиме мовец за возилото, е сигурно половно, не е за некој кој зна колку големи пари, ама. Значи, потреба во моментот, одлука такво возило, дека треба да одиш и на нива, а да одиш и да си вршиш работи во град, па и на сега. Абе, Ѓорги, во право си. Ама, гледајќи те со современото возило, не подсетуваш на американските фармери од филмовите. Не е Форд, туку нешто подобро. Ако, камо среќа сите наши земјоделци да те следат. А не се нешто се стуткале, те нема продажба, мали цени, скапи препарати, семиња. Ама таков е нашиот земјоделец. Но со Господ напред. Кога сме кај Бога, Бога ми во Прдејци има верен народ и убава црква. Ама и сложен црковен одбор. Црквата е Света Петка, Параскева. Изградена 1861 година, нова. А иначе легенда некоја за неа постои дека порано била од другата страна на селото, ветки цркви, што има една населено као место. И таму имало манастир, конаци и такви работи. Ама за време на турско, овие нашите тука во оваа мала биле они, а турците ова, правејќи ги овие свечености и сите обичаи што се прават во црква, одејќи натаму, биле малтретирани од дечињата турци. Одборот на чело со кметот Демек во селото што било, отишле да се поплакат кај ова дека не можат повеќе да ги вршат своите обичаи, а дети што се православни. Се смилувало ово некако и дозволило овде да се прави нова црква. И таа е тогаш и направена и од тогаш наваму се одржува, се трудиме да ја одржуваме да така. Кој се труди? Па се труди селото со помош на епархијата Велешка, Вардарска, али углавном со селски активности и со помош од општината кога што треба нешто бараме. Имате црковен одбор? Има црковен одбор.
7 члена сме сите Сложни? и за сега сложни, да. Обновувана е. Обновувана, вака реконструирана сега со овие последното што беше електрификацијата внатре, пошто беше многу застарена, плашејќи се да не дојде до некој пожар, не дај Боже, такви работи, ја обновивме комплетно е сега обновена таа електрична енергија. Скоро секоја година по нешто, зависи колку се приходите и помошта од овие донатори што ни помагаат, по нешто правиме. Ова трпезаријата внатре, ќе влезете, ќе видите, направивме нова сега трпезарија, кај што се држат овие после обредите, што ги дават свечени ручеци и така. Сложен одбор. Да, сложно. Сложен Сложен е црковниот одбор. За сега работиме на општо задоволство на сите луѓе во нашето село. Прдици инаку нема некои поголеми инфраструктурни проблеми. Вода, струја, канализација, превоз, речиси се е решено. Прдици, ама пр, одат напред. Прдејци има 170 куќи, околу 800 жители, семејства над 250, тука некаде се. Пардејци е едно од селата во општина Гевгелија што не емигрира, него нема, многу малку. Тоа е занемарливо. Значи, Пардејци како село екзистираше порано од земјоделие, сега имаме некои капацитети, се отворија нови фабрики, со овие казината во Гевгелија што ги отворија, значи сега претежно луѓето одат на работа. Речиси сите се вработија, кој во казината, кој во капацитетите што се отворени во Пардејци фабриките и така. И ресто од земјоделие, ама тие се помалку. Кои капацитети имате индустријски? Индустријски капацитети имаме фабрика за од конзервната индустрија, значи Випро е тука, што е една од поголемите. Вори има и сега отворија Интерконстракшн, таа е фабрика за шахти, пластични шахти. Пардејци е едно од селата што има меѓу првите водоводи направено од 68 година и тоа со сопствени средства. Значи имаме природна вода од Кожов донесена. Сега кога пораснал селото со текот на времето, имаме ископено бунари што недостатокот го надокнадуваме со тоа. Канализација имаме значи пред 3 години направено, функционира убаво. Значи имаме и асфалт ставено од 80-та година, исто со сопствени средства од народот. Значи собирано пари од народот и направено. Сега од канализацијата која се правеше, сега треба да се реконструира тоа, да се доправи. Во Богородица ни рекоа, абе, како успеваат? Имаат еден надвозник, ајде треба. Ама им направија уште еден, демек за пешаци, кој баш и не им треба. А селото курдисано меѓу Вардар, автопатот и пругата. Се под нос. Зошто име Гевгелија? Врева. Прдејци си е спокој. Близу до Европа, а пак далеку од вревата. И најважно, ова е еднината и на Прдејци, и на општина Гевгелија, и на Македонија. Колку оделенија има? Прво, второ, трето и пето. А четврто? Нема. Од година ќе има четврто. А зошто сега нема? Бидејќи нема деца, сите се поголеми од четврто и помали од четврто. А кој е пето? И јас.
И кај ќе одите после? Во Негоци. Таму ќе учите? Да. А како ќе одите? Има организирано? Да. И бесплатно? Да. Сега завршивте со часови? Да. Да. И? И сега си одиме дома. Гладни сте? Гладни ли сте? Јас не. Ужина имате таму или од дома си носи? Там имаме. Шо имате таму? Имаме храна. Како се викаш ти? Ангела. Кој е? Ангела Рачкоманова на Билјана и на Саша. Веруваме дека се разнеживте од овие дечиња, од овие чисти души, а ние, какви сме ние? Ајде довидување од некое друго убаво село во Македонија.